Добар ден сите почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. ВМРО ДПМН 2 недели води хајка против изградбата на делниците од коридорите 8 и 10Д и против реномираната американска компанија Бехтел. Законите кои што се во интерес за побрза изградба на овој стратешки проект од национален интерес ги блокираа во собранието заедно со Левица. Наместо побрзо и поевтино, оваа блокада на ВМРО ДПМН и Левица би ги чинела граѓаните 150 милиони евра и дополнително изгубени 2 години. Иако ВМРО ДПМН бараше договорот да биде представен во собранието, не кажа кога и на која комисија би се разгледувал веќе цела недела. Се покаже дека единствена нивна цел е да го блокираат стратешкиот проект, да шират невистини и да водат хајка против овој национален проект од големо значење. СДСМ и парламентарното мнозинство нема да дозвол ВМРО ДПМН да направи хаос од изградбата на коридорите. Нема да дозволиме да ги чини граѓаните поскапо за 150 милиони евра и со години да се градат. Нема да дозволиме да се повтори хаосот како на автопатот Кичево Охрид кој го направи ВМРО ДПМН. Пратеници на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги поддржува продолжените измени на 5 закони поврзани со изградбата на делниците од коридорите со европско знаменце. Целта е делниците од коридорите да се изградат и побрзо и поевтино за 150 милиони евра. Бидејќи коридорите ЕУ ги впиша во картата на Европски коридор и станува збор за стратешки регионален проект од геостратешко значење. Сите предложени законски измени се во согласност со уставот и со нивното донесување ќе се заштедат 150 милиони евра и 2 години изградба. Ова е најголемиот проект во инфраструктурата во историјата на државата, во вредност од 1,3 милиарди евра. Од тие средства, најмалку 600 милиони евра ќе завршат кај наши домашни компании. Со изградбата на коридорите, македонската економија добива пристап до 2 нови пристаништа, она во Драч и она во Бургас. И наместо кружен ток, конечно станува вистинска крстосница. Покрај напредувањето на инфраструктурата, изградбата на овие коридори носи економски придобивки со отварање на 8.000 нови работни места и номинален раст на БДП од 2% годишно. Блокадите на ВМРО ДПМН мораат да бидат поразени. Ние како пратеничка група ќе ги искористиме сите механизми овие законски измени да бидат донесени во соодветна процедура со цел тие побрзо да бидат имплементирани. СДСМ продолжува со реализација на стратешките национални проекти. Благодарам.